Во процедура во Собрание на Република Македонија е разгледување на ребалансот на буџетот за 2017 година. Должиме концентрирана и јасна порака спрема јавноста дека станува збор за целосно неразвоен концепт на ребаланс на буџетот, непродуктивен, кој што ќе го забави развојот на економијата, односно ќе предизвика нејзина целосна стагнација. За жал, тој буџет ги крати капиталните расходи, но ги изголемува трошоците за плати спрема државната и јавна администрација. Би сакал да потенцирам дека Социјалдемократскиот сојуз е политичка партија која е позната по лошите економски политики во минатото. Поради тие политики СДСМ остави преку 200.000 луѓе на улица и преку 600 фабрики и фирми беа затворени и се продуцираше најголемата стапка на невработеност од скоро 38%. За да се санираат тие наследени штети од владењето на Социјалдемократскиот сојуз, на Македонија и треба 10 години. Преку спроведување на огромен број на проекти и програми и реформи од страна на владата предводена од ВМРО-ДПМН, во изминатите 10 години се креира нови 174.000 работни места и ја успеавме да симнеме стапката на невработеност на рекордни 22,9%. Со првиот ребаланс на буџетот, кој што го предлага Социјалдемократскиот сојуз, уште еднаш покажуваат и докажуваат дека тие воопшто не ја разбираат економијата, не разбираат како да се продуцираат позитивни економски резултати. Овој ребаланс на буџет кој што го предлага Социјалдемократскиот сојуз е неразвоен. Буџет кој што за жал ќе ја врати економијата назад. Лош е за граѓаните, лош е за фирмите, лош е за странските инвеститори, лош е за домашното стопанство, лош е за пензионерите, лош е за примателите на социјална помош, лош е за градежништвото, лош е за студентите, лош е за младите лица. Генерално нема да продуцира никаков позитивен развој. Со овој ребаланс на буџетот, сите ветувања кои што СДСМ ги даваше пред да дојде на власт, се докажа дека биле лажни. Целата кампања која што ја водеше СДСМ се докажа дека е лажна. СДСМ во својата изборна програма ветуваше стапка на раст на бруто домашниот производ од 6 до 7%. Со овој ребаланс на буџетот проектираат раст од 2,2%. Дозволете ми во име на целата пратеничка група да кажам дека нема шанси да го достигнат овој раст од 2,2%. Ние носиме целосна морална одговорност за да тврдиме дека нити 2,2% на раст на БДП нема да биде постигнат благодарение на концептот на овој буџет. Значи е напумпано очекувањето визави проекциите кои што ги имаат направено во ребалансот на буџетот. СДСМ 10 години ги лажеа граѓаните и ја критикуваа претходната влада дека се претерува со задолжувањата, а сега за само 48 дена се задолжија за 71 милион евра, или, уште појасно, во ребалансот на буџетот предвидуваат зголемување на задолжувањето на Република Македонија за 148 милиони евра повеќе од она што било проектирано од претходната влада. Значи, благодарение на промената на власт, Македонија ќе се задолжи за повеќе од 148 милиони евра. Наместо додатно намалување на долгот, наместо додатно намалување на задолжувањето, како што ветуваа 10 години наназад, СДСМ проектира зголемување на задолжувањето. И тоа 48 милиони евра во домашното задолжување, значи 48 милиони евра ќе испумпаат од економијата, од стопанството и ќе го намалат потенцијалот за инвестиции и за развој, и 100 милиони од странско задолжување. Паралелно со тоа укинуваат проекти кои што се значајни за развојот во Република Македонија. 10 години критикуваа дека нема капитални инвестиции, а сега ги кратат од буџетот. СДСМ ги стопира и сите големи капитални инвестиции кои што се во тек на реализација, кои што одат преку јавните предпријатија, државни или локални. И тука би сакал да ги издвојам проектот за автопат Штип-Миладиновци, проектот за автопат Кичево-Охрид, експресниот пат Штип-Кочани, експресниот пат Градско-Прилеп, клиничкиот центар во Скопје, гасификацијата, водоснабдувањето
во Гевгелија. Овие беа проекти кои што беа започнати и кои што СДСМ одлучи да ги стопира, со што дополнително негативно ќе влијае на економскиот развој на Република Македонија, односно ќе направи стагнација, а во одреден сегмент можеби и рецесија во одредени индустријски сфери. Со овој ребаланс на буџет, капиталните инвестиции во Република Македонија се намалуваат за 58 милиони евра. Тоа ќе значи 58 милиони евра помалку инвестирани од државата во стопанството. И сега видете, од една страна 48 милиони евра повеќе ќе земат од стопанството заради домашно задолжување, а ќе внесат помалку 58 милиони евра заради намалени капитални инвестиции. Односно, само по овие две стапки, стопанството во Република Македонија ќе има на располагање помалку од 100 милиони евра за да исплати плати, за да исплати придонеси, да исплати даноци, да реинвестира во само по овие две стапки ќе има повеќе од 100 милиони евра помалку во стопанството. Че ова е катастрофа, која што ќе донесе далекосежни последици. Понатаму, СДСМ 10 години критикува за висок дефицит, за висок проектиран и остварен дефицит. Сега, кога прв пат имаат шанса да действуваат во таа насока, наместо да искористат оваа состојба, тие повторно проектираат буџетски дефицит од 2,9%. Значи, сето она што го зборуваа до пред неколку месеци, сега не важи. Тие ветуваа дека дефицитот ќе го намалат, дури и предлагаа закони во собранието за ограничување на дефицитот. Сега тоа не важи. Сега си продолжуваат со политика на задолжување, дури и го зголемуваат задолжувањето на Република Македонија. СДСМ во изборите ветуваше зголемување на социјалната помош кон граѓаните и пензиите. Во овој ребаланс нема ниту еден денар предвиден за зголемување на овие ставки. Нема да се зголеми социјалната помош, нема да се зголемат пензиите, за жал. Покрај тоа што сметаме дека овој ребаланс на буџет не е развоен и не е добар за економијата и државата, ние сметаме дека со овој буџет нити најмалку се решаваат било какви конкретни проблеми на граѓаните, освен што овој буџет се предвидени зголемување на плати за нови партиски вработувања. Јас би сакал да ви информирам дека само во 16 ставки кои што ги погледнавме, предвидени се дополнителни средства од 300 милиони денари за плати, надоместоци, патни и дневни расходи и други договорни услуги, односно за само 4 месеци 5 милиони евра повеќе. За нас ова се средства кои што ќе бидат искористени очигледно за партиски вработувања. Од друга страна, дозволете ми да одговорам на лажната пропаганда која што е шири Министерството за финансии и одредени медиуми, дека се кратело на луксус, се кратело на непотребни расходи, да ви прочитам 20 на 30 ставки, од кои што навистина реално се крати. 23 милиони денари помалку од Секретаријатот за европски прашања. За присутните новинари од албанските медиуми, да ви информирам дека ќе има и 21 милион денари помалку од Секретаријатот за спроведување на рамковен договор. 676 милиони денари помалку за опремување и модернизација на АРАМ. Истата СДСМ која што велеше дека стандардите во АРАМ се на најниско ниво. 60 милиони денари помалку за реформи во полицијата. Истата СДСМ која што ветуваше широки реформи во Министерството за внатрешни работи. 34 милиони 950 илјади за развој на туризмот. Ставка, односно гранка која што го движеше вкупниот БДП на економијата во минатите години, гранка која што ќе доживее стагнација заради новите економски политики на владата. 23 милиони денари помалку за поддршка на туризмот. Значи во куп со претходното. 45 милиони денари помалку за технолошко-индустријски развојни зони. Оние зони каде што се отворија над 22.000 работни места во минатите 4-5 години. 36 милиони денари помалку за инвестиции во животната средина. Ве молам. Имаме проблем со Тетово, имаме проблем со Струга, имаме проблем со Кавадарци, имаме проблем со референдумите во Југо-источна Македонија. Имавме ветување од СДСМ, но имаме намалување на средствата во таа сфера. 49 милиони денари помалку за канализациони мрежи и одводни канали. На само една година после хаосот кој што ни се случи со
Арачиново, Стајковци, Хасанбек, односно Сингелич, односно Ченто. 10 милиони денари помалку за заштита на водите. 6 милиони денари помалку за водовод и канализација во општините, во момент кога Арачиново и Велешта немаат вода за пиење. А ветува. 40 милиони денари помалку за изградба на плажи, во делот на туризмот и развојот на туризам. 2,5 милиони денари помалку за прогноза, предупредување, информатика и техника во управата за хидрометеоролошки работи. А се сеќавате минатата година колку дебати имаше во собранието, дали навреме реагирала оваа управа со невремето кое што го имавме во Скопскиот регион. 100 милиони денари помалку за финансиска поддршка на руралниот развој во Република Македонија. Што значи ова? Сите оние мали проектчиња за изградба на водоводи, канализации, локални патишта по селата, на секаде низ Македонија, источна, централна, западна Македонија, одеа преку оваа програма. СДСМ предлага кратење на оваа програма. Нема повеќе нити мали патчиња, нити канализации, нити водоводи, без разлика дали во тие села живеат македонци, албаци, бошњаци. 12 милиони денари помалку за градежни објекти од ставка објекти за детска заштита. Значи 12 милиони денари помалку за изградба или одржување на детски градинки. Минатата влада отвараше многу фабрики, оваа нова влада очигледно нема намера да продолжи во таа политика. 13 милиони денари помалку за центри за социјална работа. Околу социјалната грижа коментирав. 3 милиони денари помалку за установи за институционална социјална заштита на посебни категории на граѓани. Помалку за изградба, опремување и одржување на објекти и домови за стари лица. 44,5 милиони помалку за Универзитетот Свети Кирил и Методи. 10 милиони помалку за Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола. 21,8 милиони денари помалку за Универзитетот Гоце Делчев во Штип. 26,5 милиони денари помалку за Универзитетот Мајка Тереза. 54 милиони денари помалку за Универзитетот за информатички технологии во Охрид. Ова е истата СДСМ која што ветуваше развој на образованието, инвестиции во образованието, подобрување на образованието. 15 милиони денари помалку за преведување и печатење на стручна литература за универзитетите. Че нашите деца нема потреба да учат од нови учебници, од англиски, француски, германски. Може да учат стара српско-хрватска литература од 70-тите години. 75 милиони денари помалку за изградба на новите згради за Финки и ФФК, односно Факултет за физичка култура. 62,5 милиони денари помалку за научните институти во Република Македонија. 5 милиони денари помалку за научно-истражувачка работа. 5 милиони денари помалку за опремување на лаборатории. 20 милиони денари помалку за проект за превод на книги од реномирани странски автори. 25 милиони денари помалку за изградба на основни училишта. 8 милиони денари помалку за реконструкција на основни училишта. 15 милиони денари помалку за изградба на средни училишта. 7 милиони денари помалку за реконструкција на средни училишта. 105 милиони денари помалку за изградба на училишни спортски сали. Нема зашто нашите деца да спортуваат во спортски сали, кога може во декември и во јануар да спортуваат на отворено. По логиката на СДС. 155 милиони денари помалку за изградба и реконструкција на студентски домови. Истата СДСМ, која што секоја недела одеше по студентските домови и даваше изјави дека таму е катастрофална состојбата. Претходната влада предвидела средства, оваа влада ги крати и ги намалува. 9 милиони денари помалку за професионален развој на воспитно-образовниот кадар. 31 милион денари помалку за спортски објекти предвидени во програмите на Агенцијата за млади и спорт. 49 милиони скоро денари помалку за развој и имплементација на информатички и комуникацијски технологии. Ќе се вратиме на брајаво на ова, како се викаше пресметката математичка, оној дигитронот рачен кој што го користиме. 37 милиони денари помалку за заштита на културното наследство. 9,5 милиони денари помалку за Универзитетот Свети Климент кај Плаошник. 4 милиони денари помалку за публикација на најзначајни вредности на нашето културно и природно наследство. 166 милиони, 5
денари помалку за заштита на културното наследство на Република Македонија. 36 милиони денари помалку за имунизација на населението. 8 милиони денари помалку за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението. 58 милиони денари помалку за обезбедување на инсулин во Република Македонија. 3 милиони денари помалку за едукација на лекари и медицински персонал. Ова е вистинското кратење во буџетот на Република Македонија од многу суштински и значајни сфери. Но затоа има зголемување на плати во Агенција за разузнавање, во Комисија за заштита на конкуренција, во Државна комисија за жалби по јавни набавки, во Регулаторна комисија, во Државна комисија за одлучување во втор степен, договорни услуги во влада на Република Македонија, привремени вработувања во влада на Република Македонија, плати и надоместоци, патни и дневни расходи во повеќе министерства за правда, за внатрешни, за надворешни, за одбрана, плати во Совет за јавни набавки, ова се зголемување. Кај се зголемувањата? Плати во Министерство за земјоделство, во Агенција за поттикнување и развој на земјоделието. Значи се намалуваат 100 милиони од реални проекти за рурален развој, но се зголемуваат платите во Министерството. Плати и надоместоци во Државен санитарен и здравствен инспекторат, во Државен инспекторат и за труд и така натака. Значи сето ова е реалната слика на буџет. Се крати од реален, инвестиционен, капитален дел од буџетот, се зголемува во плати на доместоци, дневни и патни трошоци. Затоа нашите пратеници поднесоа 706 амандмани, од кои што првиот пакет, околу 40 амандмани, се однесуваат на проекти кои што ние сме ги ветиле во изборите, се дел од нашата програма и ќе се обидеме, иако како опозиција во собрание, да обезбедиме финансирање и реализација. Такви се проектите кои што обезбедуваат финансиски средства за реализација на проекти, рурални развојни зони, жртви на транзицијата, дополнителни средства бараме за проектите Купи куќа за млади и Купи куќа, Купи стан. Бараме да се обезбедат пари за поддршка за предпријатија од преработувачка индустрија, за субвенции за систем капка по капка, за стипендии за средношколци, финансиски средства за отпочнување на прва фаза од автопатот Кичево-Гостивар, субвенции за печки на пелети, гасификација на Скопје, магистрален гасовод Скопје-Тетово-Гостивар, магистрален гасовод Битола-Ресен-Охрид, Струга, обиколница Велес, ваучери за IT опрема за студенти, како и многу други големи и важни проекти за граѓаните. Со овие стратешки амандмани, кои што беа поднесени од нашите пратеници, се бара владата да обезбеди средства исто така и за обештетување на граѓаните по повод материјалните штети кои настанаа од земјотресите во Охрид, за кои што владата не покажала никаква активност до сега. Вториот пакет се однесува на амандмани поднесени од нашите пратеници, но кои што се поднесени благодарение на барањата кои што доаѓаат од граѓаните, кои што имаат локален и регионален карактер, односно проблем. Со овие амандмани бараме изградба или довршување на многу проекти кои што значат канализациони системи, водоводни системи, нови училишта, нови градинки, локални и регионални патишта, игралишта и така натаму и така натаму. И третиот пакет на амандмани, за кои што веројатно прв пат ве информираме, исто така околу 300 амандмани, кои ги поднесуваме, а се амандмани кои што минатите години ги поднесувал Социјалдемократскиот сојуз. Зошто го правиме ова? Заради тоа што Социјалдемократскиот сојуз минатите години поднесуваше амандмани со кои што си тераше пропаганда. Значи нереални амандмани, амандмани со кои што ја замајуваа јавноста и даваа лажни ветувања. Каде и да отидеа низ Македонија, ќе рече, ние мислиме дека треба да се направи мостот кој што вреди 15 милиони евра, ама тие лошите пратеници од ВМРО и тие лошите министри од ВМРО не дозволуваат. На друго место ветуваат 30 милиони евра, на четврто место ветуваат 5 милиони евра, сите проблеми ги решаваа, само им беше крив ВМРО-ДПМН. Сега, заради тоа што тие се на власт, а ние сме во опозиција, ние не сакаме повеќе да бидеме криви во очите на граѓаните, сакаме да помогнеме. Што прави? Таквите амандмани, кои што СДСМ ги поднесуваше, а оваа година ги заборави да ги инкорпорира во ребалансот на буџетот и заборави да поднесе амандмани, односно бројот на амандмани овој пат од СДСМ е 0, им помагаме онака како што самите побара. Ние ги земавме тие амандмани поднесени од СДСМ, ние ги подпишавме и ги пуштивме во процедура. Она за што зборуваше СДСМ до лани и што гласаше до лани, и оваа година ќе има шанса да го направи. Ако биле искрени до лани, ги гласале, ги бранеле, ги образложувале, ги поднесувале тие амандмани,
оваа година ќе треба од првиот до последниот сите 300 амандмани да ги изгласаат, заради тоа што имаат мнозинство во Комисијата за финансирање и буџет. Доколку не го направат тоа, сами, без да треба ние да им кажеме, ќе докажат дека све што досега правеле било пропаганда, лага и измислица. Односно, сите тие ветувања кои што ги давале на граѓаните биле само како ден побрзо да се допрат до власт. Тоа многу накратко е нашето видување за буџетот, генерално, навистина многу накратко, заради тоа што има повеќе сегменти кои што можат да се образложуваат подетално и попрецизно. Сена се, буџетот, ребалансот на буџетот, прво, е базиран на нереални очекувања, второ е неразвоен, трето ќе предизвика стагнација во економијата, нема шанси да се остварат проекциите, ние стоиме целосно за тоа тврдење, дека нема шанси да се оствари раст од 2,2%, ги крати драстично капиталните расходи за 58 милиони, го зголемува задолжувањето на годишно ниво за 148 милиони и предвидува дополнителни плати за партиски вработувања. Тоа е накратко. Благодарам.